благодарам почитувана подпредседателке. Со оглед дека ве почитувам на одреден начин, не знам каква врска имаше вашата реплика со она што јас го кажав. Неколку факти. Нека знае јавноста дека зелената Маја Морачанин поднела амандман не за заштита на животната средина, не за доекипирање на инспекторатот за животна средина кој што е надлежен да ја следи работата на оние кои што се занимаваат со животната средина или да ги санкционира оние кои што ја загадуваат, туку жената поднела амандман, би рекол делукс амандман, за обезбедување на 2 милиони денари за набавка на нови возила. И сега вие можете да зборите за каков сакате биодиверзитет, но фактот што жената мислела дека приоритет е обезбедување на 2 милиони денари за да се набават нови возила, која што при тоа може да се обезбедат бесплатно, е скандал од невидени размери. Еве во овој момент пратеничката не е тука. И јас се согласувам, но немам намера да бидам политички коректен со некој кој што не е коректен и ги лаже гласачите, во кој што суштината на неговата партија е лажна и постои само тие луѓе да го зголемуваат своето богатство и да се пазарат со судбините на нивните гласачи. Како беше можно секој пат кога ќе ви треба нешто, некој закон, или да дојде оној диктаторот од владата кој што сега е во заменување да поставува прашање за доверба, да е прво нацртана, да доаѓа одма тука да седи и да дреме ако треба и цел ден, ама кога ќе се бранат амандмани, не зе магично да ја снемува. А знаете ли зашто ја снемува? Супер, чим е во Шведска службено, нека праша таму како се однесуваат зелените. Таму нека праша. Чим е во Шведска, нека праша таму. Сега, ако бил толку важен амандманот и заштитата на постулатите на сопствената партија, немало да биде во Шведска, ќе било тука во Република Македонија, на Комисијата за финансирање на буџет и да дојде да ни објасни. Затоа што можете да барате процедурални утре, јас ова ќе го прашам и на пленарна седница, ако жената е тука. Стани и објасни им на граѓаните зашто бараше 2 милиони денари за набавка на нови возила. До тоа ли дојде екологијата во држава? Па може тие и бесплатно да се обезбедат, но сепак делуксот Куманово треба да врви бизнисот, затоа што тие финансираат во СДСМ и женава предпоставила дека тоа е најважно од се. Неколку пати сум кажал на оваа расправа дека од зелените партии имаат само боја на парите, дека е поважен тендерот да врви отколку да го доекипираме инспекторатот за животна средина. Дека тоа е важно, еве амандманот јасно и гласно си кажува вака и вака. Како што кажав, ние имам чувство дека не прекорува со овој, дека ние треба да и се извиниме. 17 возила вели има, од кои што 3 се во тотална лоша состојба, што ние треба сега да мислиме, да се сожалиме, зошто тие таму директори не обезбедиле можеби подобар возен парк и да обезбедиме средства за тие да си купат таму 2 джипа. Не можам да разберам. За вакви работи треба да има одговорност. Треба да има политичка одговорност, затоа што ова што се предложува не личи на ништо. 212 милиони денари повеќе се предвиделе во буџетот за набавка на нови возила. Нема безмалку институција во која што не сте ја зголемиле ставката. Народот 15 дена ве слуша тука на малени трошоци, ќе се вложува во што ќе се вложува. Еве го амандманот, потпишан од Маја Морачанин, председателка на партија која што е дел од вашата коалиција. Не можам да ве разберам, стварно не ми е јасно на мене. Ама и да не знам како ќе гласате, не треба да дозволите вакви нешта да се случуваат. Министерот го прифати амандманот. Сега тие претходно луѓево не беа добри, не важеа, ама овој важи. Зошто? Затоа што го предложила Маја Морачанин. Ве молам председател, Колеги, ве молам да се сослушаме, секој има право и на реплика и на збор, говорницата е за сите, ве молам. Без дофрлање тоа зошто го нема човекот, затоа што е Уште еднаш, ќе ги повикам, џабе се вознемирувате. Ова не е грешка во чекори, туку ова е ваша јасна интенција и тенденција. Не ви се важни граѓаните кои што се активни во организациите за животната средина, не ви е гајле што ви е од ОДВА, не ви е важно
и лажно членувате во таа зелена интерпарламентарна група и нека видат луѓето дека нема никаква смисла вашето членување затоа што сите амандмани ги одбивте. Не ви е важно зошто нема средства за енергетската криза. Гајле вие како граѓаните ќе ја плаќате електричната енергија од 1 јануари, но прифаќате за набавка на нови возила уште 2 милиони над оние 212 милиони што повеќе ги предвидувате од претходната година. И тоа не секаква возила, туку джип. Како што кажав, да ја напише уште тендерската документација во амандманот, па топтен да го усвоите, за да може тие кои што ја финансираат партијата да го добијат. Нека гледа народот и нека суди до кое ниво овие луѓе имаат донесено државата. Само да ве потсетам една работа. За вакви работи има луѓе кои што се невино затворени. Само да ве потсетам. И некој да не мисли дека утре за вакви работи, додека народот ќе трпи, додека народот нема има пари да купи леп или да ја плати струјата, некој ќе се луксузира на државна сметка. Срамота.